Еве сме, уживаме сега со оброкот на денот на наш начин, овој утрински поедок и ритуал. Се што не е потребно, не само гриз во моментот и топла вода. Може ли да ме асистираш нешто, Иванче? Да, може. Само тука да... Ајде. Ќе го приготвиме. Можеш, стави една мала подлога. Опа. Леле, ќе направи белја. Ајде. Ајде сега, потуре, слободно. Да земе флажичка да или не? Сега ќе го тоа средина. Сега сме во ред. Да, готово? Добре, да. Мислам дека се ова ќе се пристигне, значи го практикуваме последниот период гризот и го комбинираме. Да, тоа не сакаш, така? Да. Добре, јас ќе направам комбинација, да. Али, еве, може ќе го избегнам сосема. Сега малце ќе го помешаме, ќе се стврне, а во меѓувреме, бидејќи рековме Сибана, ќе го одбележиме на наш начин, ќе придонесеме секако за денешниот 20 мај, доколку не пропуштивте во најавата, инаку светскиот ден на пчелите. Подсетивме за раѓањето токму на Антон Јанша, дворски пчелар во 1737 година. Всушност и оттаму потекна таа некако приказна, можеби за почитување на пчелите многу повеќе и денес во име на тоа имаме ние утринско будење. Така е, утринското будење ова утро го реализираме со професор доктор Ивана Јанецка-Стаменковска, која што е продекан на факултетот за земјоделство и храна, а она кое што ние во продолжение го зборуваме и за што сме актуелни, впрочем е организацијата која што и настана дека што денеска се подготвува по повод меѓународниот ден на пчелата. Повеќе работи има во денешниот настан, повеќе нешта кои што сакаме да ги најавиме, а меѓу другото и отворање на првиот парк на пчелата не само кај нас, туку единствено ваков вид во југоисточна Европа. Професор Ивана, добро утро и убаво утро. Добро утро, Ивана. Добро утро и од мене. Јас се надевам дека технички ме гледате, затоа што јас нешто имам технички проблем, па не можам убаво да ве видам, но се надевам дека сум во програма и дека вие мене ме гледате. Во програма. Важно да не слушате сега во моментот, дали сме добри? Така, ве слушам. Одлично, благодарам многу на поканата. Еве Факултетот за земјоделски науки и храна денеска да биде присутен во вашата утринска програма и утрински оброк на овој така значаен ден, светски ден на пчелата, 20 мај. Баш така. Кога веќе го правиме ние утринскиот оброк, од кога не сте пробале гриз, бидејќи се повеќе и повеќе ние си го актуализираме, можеби како состојка, многумина велат го заборавивме во кујната што се вели. Вие, Ивана, како обично го стартувате утрото и кој ви е оброкот на мирниците кои најчесто ги имате во овие најутрински часови? Гриз не сум пробала откако децата ми беа... Ете го ме. Веројатно најчестиот одговор кој што го слушате од гостите. Да. Најчесто. Така е. Меѓутоа, добро ме подсетивте, може да се обидам деновиве да го вратам во некаква форма во обруците, иако утрото најчесто започнува, нели, како сите што се обидуваме, особено во последно време, со здрави оброци, смутиња, некои овесни каши, така натака, нели, секој утро се трудиме да го почнеме денот со здрав оброк. Во текот на денот малку забушаваме, меѓутоа барем утрото да добри. Сега, нели како што ќе кажат фитнес тренерите, cheat day или каде што ќе може да мамиме малку, меѓутоа добар. Знаете како пред некој период читав некој интервју апропо некој нов нејзин филм, Дженифер Анистон вели се во животот треба да ви е 80-20% да ви биде нели во животот, нели малку подетерминирани околу здравите навики, така натаму, дисциплинирано, 20%. Распоредете ги и направете си по баш избор нешто што апсолутно сакате да биде cheat day. Така што легитимно е. Апсолутно се согласувам, затоа што на крајот на денот, нели, сепак задоволството е многу важен дел од секојдневното живење. Меѓутоа, во контекст на денешната тема, медот секако може да биде дел од оброците и од здравите оброци. Ние медот често го употребуваме тука и во нашите утрински рецепти, она кој што составен дел од утринските ритуали.
Меѓу другото, во 365 дена од годината медот апсолутно наоѓа примена во голем број од рецептите или во пијалоците. И токму затоа е важна пораката или означувањето и одбележувањето на денешниот ден, меѓународниот ден на пчелата, каде што се крива и свеста за значењето на пчелата, но истовремено и нели едукацијата во однос на тоа како и на кој начин треба да ги чуваме пчелите исто така е важна и неопходна. Во склоп на денешната програма, за онаа можност ние која што имавме и во текот на едно од нашите минати изданија на утринска на филма да позборуваме накратко за овој настан, но подетално во продолжение и во однос на термини за тоа како и на кој начин ќе можат граѓаните тоа да го проследат, што се ќе се случува, ќе може да ни споделите Ивана во продолжение. Секако. Значи, морам да споменам дека навистина е огромна честа и задоволството веќе втора година поред одбележувањето на овој ден, Светски ден на пчелата 20 мај, да се случува токму на нашиот факултет. Факултетот за земјоделски науки и храна имено е водечка институција во областа на земјоделските науки и храната во нашата земја, лидер институција, еден од основачите на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. И токму поради тоа ни е особено значено што овој ден е ден кога имаме можност практично да одадеме едно заслужено признање на еден од највредните и најважните, велиме ние, опрашувачи во природата, а тоа е токму медоносната пчела. Сега во рамките на одбележувањето на овој ден мора да се потсетиме дека пчелите не се само производители на мед, пчелите се столб на нашите екосистеми, затоа нели и незалудно велиме дека пчелите можат без нас, но ние секако не можеме без нив. Значи, тие се столб на една наша прехранбена сигурност, тие се столб на економска стабилност на цели заедници и токму загрозеноста со која што тие денес се соочуваат, што од климатските промени, што од примената, поголемата, прекумерната употреба на хемиски средства, практично доведува до уништување на некои нивни природни живеалишта и се тоа е практично сигнал за едно заедничко делување. Токму тука Факултетот за земјоделски науки и храна, со своите експерти, професори во областа на пчеларството, секојдневно комуницира со пчеларите, секојдневно се обидува да ги согледа тие предизвици со кои што тие се соочуваат и на некој начин преку својата како образовна дејност, така и научно-истражувачка дејност да придонесе кон заштитување на биолошката разновидност на медоносните пчели во нашата земја. Денес, 20 мај, ние практично имаме можност да се потсетиме на сите овие значајни прашања, така да во рамките на одбележувањето на овој ден е и официјалното отворање, она што го напоменавте и вие во вашата најава, токму на паркот на пчелата. Настанот почнува во рано утринава, значи во 10 часот и морам да споменам дека сериозна поддршка, особено во заштитувањето на пчелите и биолошката разновидност, дава амбасадата на Република Словенија во нашата земја, заедно со невладината организација Адра Македонија, кој што практично и направи инвестиција токму на нашиот факултет во поставувањето и подигнувањето на овој парк на пчелата. Така да денес, значи, настанот ќе започне со неколку поздравни говори, најпрви деканот на факултетот, па потоа ќе се обрати неговата екселенција амбасадорот на Република Словенија во нашата земја и господинот Грегор Прескер се извинувам, и заменик министерката за животна средина и просторно планирање, господјата Ане Лашковска. Ќе има можност на настанот да учествуваат и деца од околните градинки во општина Гази Баба, каде што се наоѓа нашиот факултет, кои што преку секојдневни активности на едукација имаат подготвено ни за изработки, ни за цртежи, ќе имаат музичка точка и со која што ќе се представат на овој настан. Секако ќе биде промовирана и една дигитална платформа која што ја поддржува словенечката амбасада. Таа е платформа за подигнување, односно најавната свест и знаењето кај младите во врска со пчеларството.
и на крај ќе бидат доделени награди за најдобрите учесници на квизот на знаење од област на пчеларството. Така да ова е една активност која што започнува утринава и ќе трае се до кај 12 часот. Соодветно одбележување, Марче, знам дека сакаш да прашаш нешто, само сакав да кажам мотото за оваа година е пчелите инспирирани од природата да не нахранат сите, така да не хранат сите заедно или да не нахранат сите, што е апсолутно една одлична порака за тоа колку се важни пчелите за нашето постоење. Така. Ја, професор Ивана, бидејќи ги споменате нели и младите, меѓутоа еве како професор токму на факултетот, каква е вклученоста на студентите во сите истражувачки активности, да речеме и во конкретно можеби за дејноста како пчеларство, бидејќи баш ја говориме им доста се провлекува оваа тема во нашата утринска телма календарски, ако направиме реципроцитет, секој пат ја апострофираме темата секако за пчеларството и ја даваме секако поддршката на оваа дејност и генерално за локалното население кое што работи можеби на истото. Колку студентите се вклучени во активностите во рамки на факултетот? Видете, во однос на студентите, морам да споменам, има многу што да се каже и треба да се каже. Можам да забележам дека интересот помеѓу младите, особено за пчеларство, е се поизразен од година во година. Секоја година имаме од 3 до 4 студенти кои што се покажуваат посебен интерес и стануваат сериозни пчелари. Понатаму, досега да речем имаме тројца професионални пчелари кои што се практично заразени и едуцирани за пчелите на предавањата. Имаме професионалци кои што имаат по 600 до 700 кошници. Значи, низа студенти се пратени на да речем на научно-истражувачки активности во Словенија, во Грција, во Турска, Германија, така да она што особено нас не радува е тоа што младите покажуваат сериозен интерес, особено за пчеларството. Во однос на наставните програми, значи секако дека предметите од областа на пчеларството се присутни на сите 3 циклуси, значи прв, втори, трет циклус на студирање, така да тука се изучуваат повеќе предмети и веројатно тука студентите практично се заразуваат, нели да започнат со оваа активност. Би сакала исто така да истакнам дека во моментов на факултетот се спроведува еден голем проект кој што е финансиран од Европската комисија од програмата Хоризонт Европа, кој што се поврзува со генетика и селекција на медоносните пчели, како и заштита на пчелите од одреден вид на крлежи. И токму на овој проект се вклучени млади студенти кои што еве во рамки на едни научно-истражувачки активности минатиот месец беа на студиско патување во Малта, обидувајќи се да уловат нов или да детектираат, да речам, нов вид пчела. Само е појавена, а сега нели ја го истражуваат незиното, да речеме, ширење и можноста нели да дојде навака кон овие простори. Така да, значи младите се навистина вклучени и еве во рамките на истиот тој проект се изработува и магистарска теза на една студентка. Морам да напоменам дека радува фактот дека особено во оваа област интересот е се поголем и поголем и она што ви споменав, веќе неколку студенти стануваат сериозни професионални пчелари. Дали тоа значи дека можеби генерално и студентите или самиот факултет можеби постојат соработки, се основаат соработки конкретно со други земјоделски предпријатија, нели можеби задруги или институции каде што студентите може да ги стекнат своите искуства? Така е, дефинитивно, значи соработката помеѓу факултетот и стопанството, нели ние видиме, е на највисоко ниво и тоа не само во областа на пчеларството, значи и за сите останати студиски програми една од нашите можеби посилни страни е токму постојаната соработка со стопанството, каде што студентите имаат можност дел од својата практична работа да ја обавуваат, така и во оваа насока, значи во таа соработка дури дел од стопанството се интересира нели за одредени наши лабораториски анализи, па дури покажуваат интерес и во поддршка на лабораториите, особено на лабораторијата во конкретниот случај за генетика и селекција на пчели. Практичната работа е неминовен дел од едукативниот процес, а во таа работа секако дека особено значајна е соработката со стопанството. Но
Во однос на практичната работа, сакала да истакнам дека во дворот на факултетот, значи од задната страна практично на факултетот, некаде што е паркот на пчелата, е поставен и пчеларник, каде што студентите имаат можност да обавуваат практична работа, а исто така пчеларник имаме и на нашето опитно поле, кое што се наоѓа во Лисиче на 7 отприлика километри од факултетот, каде што факултетот располага со површина од 74 хектари, која што практично површина се користи за научно-истражувачки цели и секако за практична работа на студентите. Паркот на пчелата исто така може да се користи или за едукативни цели, тој има информативен, промотивен, но и едукативен карактер. И единствен од ваков карактер во Скопје сега во Македонија, во Југоисточна Европа, дека парк на пчели добива Скопје. Единствен е во моментов и навистина ни е драго и тука морам да изразам огромна благодарност до Организацијата Адра Македонија и до Амбасадата на Република Словенија, кои што го поддржаа подигнувањето на овој значаен парк, каде што не само нашите студенти, тој е отворен за сите посетители. Има во рамките на самиот парк е поставен еден хотел на пчели, засадени се медоносни растенија каде што ќе можат пчелите да вршат опрашување и секако поставен еден виртуелен дел, значи каде што можат виртуелно да се следи движењето на пчелите. Навистина интересно, ве поканувам да дојдете и да не посетите. Да, се разбира дека ќе имате и наша посета, а верувам дека од голем број граѓани кои што се заинтересирани да го видат паркот на пчелите. Убаво споменав Ивана, само да кажеме во кој временски период, ако не денеска или во текот на деновите, е отворен паркот за посета на оние кои што ќе сакаат да дојдат и да видат? Паркот е отворен постојано, значи поставен е во дворот на Факултетот за земјоделски науки и храна и буквално е отворен постојано. Значи, може во било кој период од денот да се дојде, да се посети, сите кои што се заинтересирани, не функционира на принцип на да отвори некој човек врата, него тој е отворен и во секое време посетителите може да го посетат. Така, одлично е вака што можевме да им подобјасниме на нашите гледачи, да се информираме за денешниот меѓународен ден на пчелата, поточно како го одбележуваме и сите оние работи кои што ги споменавте во однос на едукацијата, но и за тоа што прави или активностите на факултетот, но и самите студенти кои што се заинтересирани да научат нешто ново, да истражуваат и се разбира да дознаваме што повеќе нови податоци, бидејќи како рековме ова е се уште недоволно истражена тема и се уште нови фасцинантни податоци пристигнуваат. И покануваме нашите гледачи, оние кои што ќе сакаат да присуствуваат денеска, и да го одбележиме меѓународниот ден на пчелата, денешниот 20 мај. Ви благодариме што утринското будење можевме вака да го реализираме со вас, да се информираме малку повеќе и се разбира потсетуваме тука дека на нашата YouTube страна може да се погледне разговорот каде што го имавме и со најдобрата млада пчеларка која што има навистина интересна приказна како всушност го засакала пчеларството. Тоа беше многу добра приказна, професор Ивана, и позитивен пример баш за своји 23-4 години да го сподели искуството дека некој пат професијата не бира нам во животот. Така е. Баш ми е драго и навистина уште еднаш огромна благодарност за поканата. Еве Факултетот за земјоделски науки и храна да биде дел од вашата утринска емисија и заеднички да го одбележиме овој значаен ден. А во некоја следна прилика ве чекаме во студио, може да разговараме и за академски прашања, програми кои што ги има факултетот и така натаму, ќе биде интересно да ги потикнуе темите. Ти ми биде задоволство. Имајте убав ден. Убав ден, Ивана. Убав ден, ден со голем број активности, но сепак работи кои што причинуваат задоволство.